Уште еднаш поздрав на сите, ово е мој втор видео и како што рековме во првото видео дека ќе продолжиме со овој проект. Значи, али пред да одиме понатаму, би ве замолил една ствар. Значи, вие што се преправате дека сте многу паметни и многу имате меморија, грешите. Значи, зашто го кажувам ова, не се лутите, само го кажувам ова намерно. А сите вие што сакате на брзина да ги прескокнете сите видеа што ќе бидат снимени и само по еднаш, тогаш грешите. Значи, не оди така, туку неколку пати мора да прегледате еден видео, за да го сватите и меморизирате и немојте да одите во втор видео доколку не го научите 1.000.000%, се шегувам, 100% претходното видео. Значи, ако, например, во ово видео, на ова видео можете, ќе го програмираме копчето, например, или ставаме друго копче и вие, доколку не знаете сами да го направите тоа, без да гледате, немојте да одите на следен видео. Тоа е моја препорака. А вие наставите како сакате. Одиме натаму. Значи, имаме едно копче кога се стартира овој програм и ќе кликнеме на копчето, нема да стане ништо. Што е следно? Ќе го затвориме овој програм, одиме на копчето со 2 клика. Значи, кога сакаме да промениме нешто, например, или димензија или боја. Ево, пред да одиме да го програмираме, ќе ви покажам како да се менува боја преку Properties. Значи, го селектираш копчето, одиме овде на Properties и овде имаме Back Color. Видите сега. Ако одиме, например, на ова боја, автоматски копчето се ја менува бојата. Ние ќе го вратиме претходното, не, ова не беше, само малце да видиме која боја беше by default. Ајде да видиме овде. Добро, ова е контрола. Сега, ако сакаме да го програмираме копчето и кога ќе кликнеме да испадне нешто, одиме со 2 клика, значи на копчето, не на формата овде, туку овде на копчето, 2 пати 2 клика. Ево, као што можете да видите, овде е кодот. Значи, овде можеме да пишеме код. Сега, слушајте ме добро, или погледате овде горе. Овие се викат табови или tabs. Значи, нашиот програм е составен од 2 дела. Значи, дизајн, делот што ја дизајнира формула и што ја програмира формула. Значи, моментално, ние кога сме кликнале на копчето, се појави овој код и ова што го видиме овде е името на копчето, бутон клик, ова е by default, ние можеме да го промениме ако сакаме, али овде ќе го оставиме вака како е што е и одиме понатаму. Значи, сега, кога ќе почнам да пишувам, вие ќе приметите нешто као што се вика drop down листа или да се нарече паѓачка листа. Значи, видите сега. Ево, видите сега. Значи, тоа ни сугерира што би сакале ние или што е потенцијално да пишеме. Значи, сите keywords се овде, ние во овој случај
со стрелката надолу ќе одиме на message box и можеме да кликнеме и enter, можеме да кликнеме и со маус, али пошто следно веднаш од ова порака ќе биде точка или тачка, ќе кликнеме на точка и автоматски се отвара другото, значи другиот дел на drop-down листа. Ова листа се вика IntelliSense, значи нам ни дава, као ни сугерира што би сакале да пишеме, тоа е заради тоа да не направиме некоја грешка при пишувањето. Сега ние ќе одиме на message box show, ево овој пат ќе одам со маус, значи message box show и во загради и на крај точка, овој символ баш сега не можам да се сетам како се вика, точка запирка така некако, и во загради ќе ставиме наводници, значи се што е кога се пише, кога треба да биде прикажан некој текст или сакаме да пишеме некој текст, мораме да го пишеме на наводници. Ево овде ќе пишеме мојот прв програм. Кога сега одиме на старт, искрено да ви кажам, покушавам да моите видеа да бидат пократки, али некогаш системот не ми дава и би се заблагодарив ако ме разберете. Еве вака сега, као што видите овде копчето, моје копче, кога ќе кликнам на него, испаѓа еден квадрат, да се каже, на англиски се вика message box или prompt box, така некак, не знам точно. Као што видите, и овој квадрат е исто форма, значи, али ова форма што е поголема е main form се вика, а овие се други форми, значи. Као што видите овде на main form имаме еден текст што ни означува титулата на или некој текст што ќе ни каже зашто служи ова форма, а овде на ова помала форма немаме таков текст. Сега, освен поракава што е овде мојот прв програм, ние ќе одиме да програмираме и тука да ни кажува некоја порака, значи као да ни испадне некој текст, каква форма е тоа, што сакаме да кажеме. Еве вака овде ќе го затворам овде програмот, морамо да го затвориме и овде после ова реченица, после овие наводници ќе направиме запирка и потоа пак ќе ставиме наводници и овде ќе пишеме некое име за таа форма, за таа мала форма. Например, вака ќе гласи мала форма. Нека биде вака, сега не можам да размислувам повеќе, да бидеме малце пократки. Одиме на старт, значи, уште еднаш. Првиот дел на реченица е поракава што испаѓа, а вториот дел е текстот што ќе се појави како титула на формата. Одиме на старт. Ево сега ќе кликнеме на ово копче или бутон
и као што видите, мој прв програм и мала форма. Уште еднаш, само заради вас, ќе одиме на дизајн и вие сами сега, значи сами земете еден бутон или копче, ставите го на ова форма, промените го текстот, овде на текст, кај properties, кликнете 2 пати и исто као што како пишував на кодот на првото копче, messagebox.show, загради ваму таму, и вие ќе го направите исто со другото копче и се гледаме следниот пат.